Господине Штериев, пред се ви благодарам што зборувате за Bloomberg Adria. 2026 првата половина ја обележа едни турбуленции на пазарите на капитал, еве под влијание и на конфликтот на Блискиот Исток, кој гледаме дека се уште тешко се смирува и тензиите. Очите повторно на инвеститорите се и во централните банки и очекуваните потези за каматните стапки. Во едни вакви услови, како ја оценувате динамиката, како пулсираат пазарите на капитал и нивната волатилност, кои гледаме како реагираат дури и со една политичка изјава? Па да, во право сте, 2026 година е интересна година со многу настани, но и покрај ова што го спомнавте, тие геополитички турбуленции и многу непредвидени работи што се случуваат глобално, глобалните пазари на капитал повторно имаат една добра година. Повеќето пред се американски акциски индекси ги достигна оваа година историски највисоките вредности и имаме еден позитивен циклус се уште, кој што е базиран фактички на неколку причини. Една е што корпоративните профити на големите светски компании кои се ликвидни на овие големи берзи се одлични, добри резултати се пријавуваат, често и над очекувањата. Потоа циклусот предизвикан од вештачката интелигенција продолжува да влијае позитивно. Тука има мали поместувања од оној прв позитивен бран кога пред се акциите на производители на полупроводници и сето тоа беа носечки на прометот. Сега вториот циклус поврзан со вештачката интелигенција оди во тоа да растат и цените на акциите од енергетиката, од индустријата, бидејќи нели се очекува некои од индустријските компании да го експлоатираат све ова што го нуди вештачката интелигенција, материјали, бакар, градежништво, дата центри се прават и така натаму. И трета работа е, што е позитивна, што се покажа една отпорност на глобалната економија во вакви турбулентни ситуации, значи нема она рецесии, сето тоа иде со раст на GDP во овие главни економии и така натаму. Од друга страна, постојат одредени ризици, како што рековте, геополитичките турбуленции предизвикуваат цената на енергенците да расте, пред се на нафтата, тоа влие на инфлацијата, па онда очекувањата ќе се намалат каматните стапки не се исполнија, така да во контекст на сето ова аналитичарите предвидуваат наредниот период да биде исто така позитивен, но со поголема потенцијална волатилност и многу битно со поголема селекција на компаниите. Имаме еден период зад нас во кој што едноставно вложувавте во овие големи технолошки компании, но сега веќе ќе треба, според аналитичарите, многу по-селективно да се анализира и да се изберат компании што ќе имаат профити, што ќе имаат опипливи добри резултати, така да фокусот ќе биде на селекција и можеби и на географска ротација. Какви се состојбите на нашата берза? Ако се погледнат бројките во првата половина од годинава, може да видиме раст на прометот од 4,35%, додека бројот на трансакции паѓа за минус 25, речиси 26 и МБИ-10 забележува пат од речиси минус 10%. На што се должат овие текови и како се предвидувањата, како ќе се движи и нашиот пазар на капитал? Па да, кај нас состојбите се малку поинакви, но постојат логични образложенија за тоа. Најпрвим, разговорот го водиме некаде средина на месец јули, па можем да ги соопштиме најновите резултати. Вкупниот промет на македонска берза оваа година, заклучно со денес, е некои 78 милиони евра, наспроти ланските 73 во истиот период, така да има еден благ пораст на прометот, но тој пред се должи на блок трансакциите. Во обичното нормално тргување имаме одредено заостанување наспроти ланската година и она што инвеститорите најмногу ги интересира, спомнавте, ценовните движења, главниот индекс, тука малку ќе ве коригирам, не е минус 10, со шестомесечје беше нешто над минус 5, а со денешен ден е околу минус 7. Така да може да се каже дека ние после еден долг период на раст на индексот, кој кулминираше во 2024 кога на годишно ниво имаше пораст од плюс 66, ланската година благо и оваа година имаме еден тип на
консолидација после тој нагласен пораст или, јас би рекол, едно здраво ладење на ценовните нивоа, што само по себе не е лошо, затоа што нели во такви ситуации тоа мотивира одредени инвеститори повторно да влезат на пазарот. Сега, зошто се случува ова и визави прометот, па и визави овие ценовни движења? Веројатно, прво треба се каже да се има во предвид при еден долг период на ценовен раст, одредени инвеститори решаваат да ги реализираат добивките капитални и да продадат едноставно. Второ, секогаш на пазарите и глобално, а и кај нас секако, битна е некоја ликвидност што се појавува кај нас на пазарот и очигледно на тие повисоки ценовни нивоа, во комбинација со можноста за тргување во странство, ликвидноста што се насочува овде на нашата берза е очигледно по овие резултати помала, како што реков, големо влијание има и можноста и приликите што ги даваат големите светски берзи, а рековме, нели, они имаат плусеви. Еве да надополниме главните акциски индекси американски оваа година се повторно плюс 10 до кај плюс 15, зависи нели дали е стандарден Poor's, Dow Jones или Nasdaq и така натаму. Кај нас нели има обратен тренд и луѓето и приватните лица и правните лица кои тргуваат се малце насочени кон странските пазари, но тоа е неминовност. Јасно е дека Македонија е сега по-финансиски интегрирана како финансиски систем и постојат тие можности. Вистинското прашање е што ние овде во Македонија можеме да ги понудиме на локалните инвеститори, што ќе не доведе, предпоставувам, до разговор за она дали имаме нови финансиски инструменти, што се случува со онаа вечна тема околу IPO-а на македонска берза и така натаму. Така да состојбите на нашиот пазар се овие што ги опишувам. Да, често зборуваме за тие, имаше неодамна пред неколку години еден неуспешен обид за ново ИПО на нашиот пазар, кога зборуваме еве за понудата каде може да инвестираат нашите инвеститори на македонската берза, се чини се сконцентрирани на неколку десетина големи компании кои добро котираат на берзата. Меѓутоа, што е со нови компании, зошто нема интерес за да се излезе на нашата берза? Или може би има интерес, меѓутоа нема, дали е проблемот во компаниите, во инвеститорите, во... Ова сега што ќе кажам не е флоскула, него е вистина така. Стварно е сложено и комплексно ова прашање. Знаете, и со вас сме разговарале, а ние од берзата често на оваа тема имаме јавни настапи. Микс е на многу причини, би ги сумирал накратко во една реченица. Немање интерес да се пушти разводнување на собственоста и некој друг да биде исто така дел од собственост на таа компанија, нели, фамилиарна претходно, некој менталитет одлуките да се носат директно, без многу консултации, без некакви собранија на акционери каде што ќе има дилеми, во страф од некоја транспарентност, бидејќи ако сте на берза се морате све да известувате и квартално и годишно, детално и така натаму, во комбинација со навистина ликвиден банкарски сектор. Тоа се причините и тоа често го зборуваме и многумина можат да кажат добро, окей, причините ги знаеме, што понатаму, и сега тука би сакал да поентирам со некои нови моменти што ги имаме во работењето на македонска берза. Односно, прво сакам да нагласам дека имањето на IPO-а не е нешто што е засега само берзата. Тоа покажува дали корпоративниот сектор во економијава е созреан да може да размислува во делот на неговото финансирање дали ќе има само една врата кон капиталот, при што тоа станува збор за зајмовен капитал, значи кредитите од банките, или треба да има и некој тип на помошни врати до капитал што е вистина капитал, односно собственички капитал. Од тука најавувавме ние и подолго време, преговаравме, јас би рекол и 2 години со Европската банка за обнова и развој и конечно добивме проект кој што го нудиме сега на македонските компании, го објавивме пред неколку седмици во јавноста. Значи имаме проект поддржан од Европската банка за обнова и развој, каде што имплементатор на проектот ќе биде PricewaterhouseCoopers Македонија и PricewaterhouseCoopers Хрватска, значи имаме еден добар консултант од рамките на овие Big Four.
Проектот ќе биде за поттикнување на компаниите за пазарно финансирање, значи да направат дали во некоја среднорочна перспектива IPO со акции, да издадат корпоративни обврзници, нешто во тој стил. И проектот ќе се состои од два дела. Прво, ќе биде отворен за 10 компании, кои веќе проектот и јавниот повик отворен. Рокот за апликација е до 1 септември. Намерно го оставивме тој рок малце подолг, прво периодот е таков летните месеци, но и малку одлуката компаниите да ја направат. Ќе биде состоен од два дела, ќе има прво една така наречена лидерска академија. Ќе инсистираме компаниите кои што ќе влезат во проектот да бидат застапени од сопствениците, од decision makerите фактички, кои што на таа лидерска академија малце со консултантите ќе разговараат околу сите овие теми, но уште поважно, проектот ќе има втор дел, каде што ПВЦ ќе работи тет-а-тет, билатерално со секоја од компаниите што ќе влезе во проект и ќе им даде писмен извештај, значи во писмена форма, ако во иднина решат да издадат акции или обврзници да се трансформираат од ДО во АД и така натаму, кои се според консултантите работите што треба во компанијата да се подобрат, да се досредат или да се направат повеќе атрактивни. 70 до 70% од трошоците за проектот е обезбеден грант од Европската банка за обнова и развој. Компаниите ќе треба да учествуваат во трошокот со процент до 30%, но тоа сметаме дека е добро, затоа што преку тоа компаниите кои ќе аплицираат и кои ќе платат некои мали трошоци, ќе бидат веќе сериозни во намерата да бидат дел од овој проект. Ќе има и втор проект кој е начелно договорен со Европска банка. Ако некој од овие 10 компании после овој проект, после добивањето на извештајот од ПВЦ, каде што консултантите ќе речат во делот на корпоративно управување треба можеби да смените тоа и тоа. Вашиот бизнис модел за да биде атрактивен утре за инвеститори на берза треба да се направи некој fine tuning во овој дел. Вашата инвестициска приказна треба да биде оваа за да инвеститорите ги купат акциите. Маркетинг стратегијата треба да биде оваа. Потенцијалната проценета вредност што треба да ја очекувате ќе биде оваа. Значи, ако компанијата од која ќе го пројде првиот проект, ќе ги добие сите овие инпути од консултантите, реши да издаде акции или обврзници, како што реков, имаме втор дел на проектот, начелно договорен, каде што ќе има нов грант и каде што конкретно повторно ќе им се помогне на компаниите да навистина издадат акции или обврзници, да направат проспект кој ќе добие согласност од комисијата, да има уште поддетална маркетинг стратегија како успешно да ги продадат акциите или обврзниците и тоа е опис на проектот. Би сакал нешто друго исто така да истакнам. Ова е максимум што македонска берза може да го направи во овој дел, но го прави тоа не поради тоа да ја подобри статистиката на берзата, туку затоа што навистина веруваме дека во Македонија капитал има, а дека се уште, тоа е одговор фактички уште еден на вашето прашање, нема компании кои се подготвени до тој капитал да дојдат директно на страна нормално банкарското кредитирање. Ова е еден тип на патека, алатка и давање ноу-хау што македонска берза со Европска банка и со ПВЦ им го дава на македонските компании и останува сите заедно да видиме дали сме дошле во фазата на развој на економијата, на корпоративен сектор, да биде ова привлечно и да малку оние разговори проблем е финансирање на компаниите, рестриктивни се банките, да видиме дали ова помошна врата може да се отвори и од тој аспект апелирам компаниите да прво да го земат во предвид овој проект, да изанализираат своите интерни потреби, стратегии долгорочни и ги повикувам да се пријават на проектот, рокот е до 1 септември. Сепак за успешна понуда треба да има побарувачка. Каков одзив очекувате од страна на инвеститорите? Неодамнешниот обид на наша компанија покажа дека нашиот пазар се чини прашање дали е зрел и дали има апетит за давање шанса и инвестирање во нова тази компанија која што ќе излезе со ИПО. Ми давате шлагвор за да направам две поенти. Прво за втор пат ја спомнувате таа компанија што беше неуспешен обид за јавна понуда, но сметам дека во јавноста и во стручната или да речем или во пошироката преголем акцент се стави дека таа неуспешна јавна понуда. Дали може ли треба едукација и на инвеститорите на Да, само дозволете. Значи мислам дека
премногу се стави акцент, бидејќи била неуспешна таа јавна понуда, дека нема побарувачка и дека инвеститорите на некој начин имаат аверзија или не се доволно едуцирани. Нашето мислење дека не е така. Нашето мислење, конкретно за таа компанија, ние лани нели имавме после епилогот на таа јавна понуда и на конференцијата, беа и луѓето од компанијата, разговаравме најотворено и транспарентно зошто, како и така натаму. Таа компанија веројатно не беше во фазата на развој за да излезете на берза. Тоа е еден мит дека на берза може било која компанија да излезе, затоа што постои тој екосистем каде што има нели и venture capital фондови, private equity фондови. За берза морате да имате некаква големина, некаков трак рекорд, бидејќи на берза инвеститорите купуваат иднина и потенцијал, не купуваат минато и моментално. Значи, тоа би било одговорот за тоа. А побарувачка сметаме и латентна дека има, затоа што трнетот следни неколку елементи. Депозитите на физички лица во банките се доста високи, околу 7 милиарди евра, ако не се лажам. Потоа, трнете од ова колку многу се инвестира на странски берзи и во странски хартии од внос. Сето тоа е латентен капитал. Потоа, приватните пензијски фондови имаат значителни средства со некои ограничувања во нивната регулатива, што ние од берзата со години велиме дека треба да се либерализира за да може да вложуваат во IPO. Така да капитал во Македонија има и тоа е поентата на проектот. Дали има подготвени компании кои што сакаат да допрат до овој тип на капитал, што значи да бидат уверливи во јавноста со нивниот бизнис модел, со нивните проекции за иднина, транспарентни и да сакаат да се вратам на она, да имаат можеби во собственост уште не знам неколку стотици акционери, они ќе останат доминантни собственици и така натаму. И уште нешто, новиве трендови и процеси што се случуваат пред се со вештачката интелигенција ќе бараат многу поголеми инвестиции. Ние ако се зборувам општо како економија, како корпоративен сектор, а некои од компаниите за да фатат приклучок со некои големи инвестиции што очигледно ќе се случуваат, ќе мора да ги надминат овие класични варијанти на само банкарско кредитирање, затоа што ако сакате брзо да растете, ако сакате за краток временски период да постигнете многу, обично банкарското кредитирање не е доволно. Затоа и оваа цела приказна што ја зборуваме дека секоја здрава економија треба да има покрај примарната врата до капитал и помошна врата. Вклучително и секоја куќа добро проектирана треба да има главна врата, ама треба да има и споредна, затоа што не икете да зависите од еден влез. Господин Ништериев, ви благодарам за времето. Благодарам на поканата.